Да се одржуваше салонот на автомобилите во Женева, новата електрична Кона сигурно ќе беше една од звездите. Нејзината прва генерација постигна завиден успех кој корејците го очекуваат и оваа заради што во се ја подобрија. Всушност ја направија наново од нула, така што освен името нема ништо заедничко со својот претходник. Во должина порасна за добри 15 см, со што се приближи до компактниот сегмент. Дизајнот отиде 2 чекара напред и Кона сега има уникатен и атрактивен изглед кој ја издвојува од останатите модели на Hyundai. Предниот дел е украсен со беспрекорно поврзани тенки LED ленти, а светлата се интегрирани во дизајнот на крилата. И задниот дел има слични хоризонтални ленти и светла визуелно интегрирани во крилата, дополнети со точкасти светлосни елементи сместени на браникот. На почетокот ќе бидат понудени две изведби на Кона Electric. Стандардната има електромотор кој дава максимални 156 конски сили и батерии кои обезбедуваат автономија до 340 км. Втората верзија комбинира мотор засилен на 218 коњи со поголеми батерии доволни за 490 км. Погонот е само на предните тркала, иако се зборуваше дека се подготвува и верзија со погон на сите 4. Една од поголемите новости е и начинот на возење со една педала, за кој во Hyundai веруваат дека прилично ќе им се допадне на купувачите. Внатрешноста е богато опремена и доаѓа со дигитална инструмент табла од 12,3 инчи, колку што ќе има и централниот екран. Како опција се нуди head-up дисплеј кој, проектирајќи ги информациите на ветробранското стакло, остава визуелен впечаток како уште еден екран. Цената на новата генерација на Кона засега не е позната. Во продажба ќе се најде во втората половина од годината, а купувачите ќе можат да бираат меѓу 19 бои на каросеријата.